Централно издание на Дневникот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден. Во Кавадарци се гради нова детска градинка во која ќе бидат згрижени повеќе од 100 деца. Во декември повисока пензија за околу 670 денари. Дебата за градење на локални капацитети за креирање младински политики се одржа во општина Чашка. Во Кавадарци се гради нова детска градинка во која ќе бидат згрижени повеќе од 100 деца. Инвестицијата е во вредност од 7,5 милиони денари, финансии кои ќе бидат издвоени од буџетот на општина Кавадарци. Денес на отпочнувањето на градежните активности присуствуваше дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Во Кавадарци се гради нова детска градинка. Станува збор за реконструкција и адаптација на старата лабораторија која ќе биде пренаменета во градинка. Според планираното, градинката се очекува да биде пуштена во употреба во февруари 2017 година. Истата ќе згрижи повеќе од 100 деца од предшколска возраст. Денес на отпочнувањето на градежните активности присуствуваше дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Започнува изградбата на новата детска градинка во општина Кавадарци. Министерството за труд и социјална политика преку владата на Република Македонија ја обезбеди оваа локација која што во минатото беше старата лабораторија која што целосно е струшена, стариот објект целосно е струшен и веќе започнува изградбата на новиот објект, на новата детска градинка која што ќе згрижи над 100 дечиња од оваа општина. Со зголемувањето на бројот на ново отворени работни места се зголемува и потребата на родителите за згрижување на нивните деца во детските градинки. Од тука заедно со општината интервенираме со цел да се создадат нови капацитети за згрижување на децата од предучилишна возраст. Ова е насушна потреба за кавадарчани, бидејќи засега во објектите на градинката Рада Поцева се згрижени 1060 деца, а капацитетот на истите е 560. Инвестицијата е во вредност од 7,5 милиони денари, финансии кои ќе бидат издвоени од буџетот на општина Кавадарци. Сега повторно почнуваме една постапка за експроприација на тоа земјиште, тогаш кога ќе завршиме со исплатата, односно со постапката за експроприација, а се надевам дека тоа ќе биде почетокот на наредната година, ќе имаме услови да на повеќе од 2 декари, на еден простор кој што е во местните урбаните заедници Задругар и Слога, да територијално ги задоволиме оваа потреба, бидејќи еминентно е дека во тој простор од тие големи урбани заедници имаме потреба од локација за детска градинка. Ова е втор заеднички објект на адаптација за детска градинка на локалната самоуправа и Министерството за труд и социјална политика. Менувањето на свеста кај родителите и големиот број на вработувања придонесе да има повеќе деца згрижени во детската градинка Рада Поцева во Кавадарци. Во декември пензионерите ќе добијат повисоки пензии за околу 670 денари. Од Сдруженијето на пензионери во Велес велат дека ова покачување најмногу ќе им биде од корист на оние пензионери кои имаат ниски пензии. Повеќе од 300.000 пензионери ќе добијат зголемување од околу 670 денари или во просек покачување од 5% на пензија. Веле Алексовски, председател на Сдруженијето на пензионери Велес, веле дека ова покачување најмногу ќе биде од корист на оние пензионери кои земаат ниски пензии. Воедно покачувањето тие ќе го добијат во декември со исплата на ноемвриската пензија. И многу е паметна идејата, поздравено сите пензионери во Македонија, значи од 80-90%, на овој начин да не бидат оштетени и оние што се со минимални пензии, затоа што ако би било 5%, тој што има 20.000 ќе добие 1.000 денара, тој што има 7.000 ќе добие 350 денара. И тогаш
дистанцата, разликата од малите до големите пензии ќе биде се поголема и поголема. Алексовски вели дека најважно е да не се намалува пензијата. Добро е што редовно се зема и што на годишно ниво секоја година се зголемува. Најважно е да не се намалуваат пензиите. Уште поважно редовно е да се земаат како што ги добиваме досега. Па во тоа уште поважно, убаво и значајно е зголемувањето. Па ќе повторам, посебно за оние што се со ниски пензии. Во Македонија минималната пензија изнесува 7783 денари, додека максималната пензија изнесува 38394 денари. Од 2006 година до сега просечната пензија е зголемена за 79%. За истиот тој 10 годишен период, најниската пензија пак се зголемува безмалку двојно или за 94%. Во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН вчера вечер во ликовниот салон во Велес се одржа трибина на која беа промовирани проектите од кампањата Македонија за младите. Организаторите потсетија и на проектите од областа на спортот кои веќе се реализирани. Вчера вечер во Велес во ликовниот салон во организација на УМС ВМРО ДПМН се одржа трибина на која беа промовирани проектите од кампањата Македонија за младите. На самата трибина присуствуваа голем број на заинтересирани млади од Вардарскиот регион. Сите овие мега проекти, јас би рекол 40 мега проекти, произлегува токму од ваков тип на трибини кои што Унијата на млади сили ги реализираше на секаде низ републиката, каде што за прв пат пред околу година дена беше сето тоа случување. Младите луѓе во Република Македонија за прв пат добија ексклузивно право на таков начин, на таков тип на организирани трибини, да може да дадат своји идеи и со тоа директно да партиципираат во новата програма. На трибината се дискутираше и за новиот проект Македонија вработува 2, кој е продолжение на проектот Македонија вработува. Очекувањата и овој пат се полесно вработување на младите лица. Ова е караван кој што повторно ќе се одржува на секаде низ републиката. Денеска, освен што ќе бидат присутни млади од Велес, ќе бидат присутни од Свети Николе и од Чашка, нова трибина, и на тој начин на некој начин ќе ги запознаеме нешто повеќе младите за дел од мерките, од друга страна пак доколку сметаат дека некој од мерките треба според нив да претрпи одредена промена и измена, истата ќе можат да ја посочат до нас, ние ќе ја нотираме и сето тоа ќе биде пренесено до оној експертски тим во нашата партија кој што претходно работеше на сите овие 40 мега проекти. Организаторите на синокешната трибина потсети и на проектите од областа на спортот кои веќе се реализирани. Фудбалските и повеќе наменските игралишта, тениски терени, фитнес зоните, се ова се проекти од кои најголем бенефит имаат младите. Одржана шестата сесија од буџетскиот форум што општина Демир Капија го спроведуваше заедно со граѓаните. Граѓаните дале оцена за сесијата 4,7. Високата оцена покажува дека општината успешно го реализира првиот буџетски форум. Се одржа шестата последователна сесија од буџетскиот форум, кој што општина Демир Капија го спроведуваше заедно со граѓаните. Успешната соработка помеѓу граѓаните и локалната самоуправа доведе до создавање на буџетот на општината за 2016 година, преку кој што се реализираат проекти и препораки кои што ги предложија и приоритизираа граѓаните на изминатите 5 сесии. Од целиот овој форум би бил дека општинскиот буџет кој е донесен на еден ваков транспарентен начин е предодреден да има успешна реализација, односно дека форумскиот процес представува корисна пракса која се надевам дека ќе имаме можност да ја спроведуваме и во иднина. На оваа сесија се представи детален преглед за текот и спроведувањето на овој проект и се соопшти дека граѓаните го оцениле форумот со оцена 4,7. Оваа висока оцена на форумот како платформа за заедничко донесување на одлуки во локалната власт и граѓаните покажува дека општина Демир Капија успешно го реализира првиот буџетски форум. На сесијата беше презентиран и текот на реализацијата на избраните проекти и предлози. На крајот на сесијата градоначалникот на општина Демир Капија Трајче Димитриев изрази благодарност до граѓаните и гостите на шестата форумска сесија, представниците од програмата Форуми во заедницата и Швајцарската агенција за развој и соработка.
Денеска во општина Чашка беше одржана јавна дебата за градење на локални капацитети за креирање младински политики. Организатор на истата е фондацијата Евроцентар. Настанот го следеше нашата колешка Илица Радевска. Јавна дебата за градење на локални капацитети за креирање младински политики беше одржана во општина Чашка. Проектот има за цел, како што велат организаторите или фондацијата Евроцентар, разгледување на предлог мерки кои се резултат од спроведеното истражување за потребите на младите, како и дефинирање на сет мерки за секоја општина. Како целни групи кои опфаќа проектот се младите луѓе, невладините организации и креаторите на политиките кои работат во општините. Денеска целта на дебатата е да се креираат мерки кои потоа ќе бидат спроведени од страна на граѓанските организации. Проектот градење на локални капацитети за креирање младински политики, финансиран од Европската унија, започна со утврдување на проблемите и потребите кои ограничуваат економската независност на младите во општините со цел поставување на појдовна точка преку која директно младите ќе бидат вклучени во локалните самоуправи при донесувањето на мерките за младите. Од овие едукации младите треба да ги искажат своите барања, да може да се вклучуваат во проектите, бидејќи на младите навистина им потребно во ова населено место да има каде можат да испаѓаат, можат да учествуваат во политиката за младинската политика, да можат да учествуваат во донесувањето на одлуките. Овдека ние денеска додовме за да ги представиме извиниците и во друга општина, да се слушна нашиот глас пред општината за да ги се дознаат нашите барања за да можат да се овозможат. Учесници на јавната дебата беа представници од општина Чашка кои работат на полето на креирање младински политики, представници од граѓанските организации, како и млади луѓе од општината. Проектот градење на локални капацитети за креирање младински политики покрај во општина Чашка беше спроведен и во општините Пробиштип и Старо Негоричане. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ги прими акредитивните писма на новите амбасадори на Кралството Белгија, на Француската република и на Република Словенија. И покрај политичката нестабилност, банкарскиот систем во Македонија остана стабилен во вториот квартал од годинава. Вести од земјава. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ги прими акредитивните писма на новите амбасадори на Кралството Белгија, Франсуа Бонтан, на Француската република Кристијан Тимоние и на Република Словенија Милан Језбец. На средбата со францускиот амбасадор било изразено задоволство од досегашниот развој на меѓусебната соработка меѓу двете земји, како резултат на заеднички напори, при што се воспоставени динамични политички односи, како и односи на пријателство, исполнето со доверба и почит, соопштуваат од кабинетот на председателот. Председателот Иванов изразил благодарност за соработката и поддршката и на новоименуваните амбасадори на Кралството Белгија и Словенија и изразил надеж за успешна понатамошна соработка. Банкарскиот систем во Македонија остана стабилен во вториот квартал од 2016 година и покрај политичката нестабилност во тој период, активата на банкарскиот систем забележа пат од 1,5%, кој беше особено изразен во април и мај, кога влошените очекувања на економските субјекти доведоа до повлекување депозити од банките, соопштуваат од Народната банка на Република Македонија. Кредитите забележаа солиден квартален раст од 2,4%, со што годишниот раст изнесуваше 8,2%, наведуваат од Народната банка. Стапката на адекватност на капиталот забележал благ пад во вториот квартал и на 30 јуни изнесувал 15,6%. На седницата е заклучено дека брзата реакција на Народната банка значително придонесе во одржувањето на стабилноста на банкарскиот систем и во заекнувањето на неговата основна функција на финансиско посредување помеѓу штедачите и корисниците на кредити. Четрнаесетгодишен тинејџер со огнено оружје застрела 4 лица во Јужна Каролина. Русија е подготвена да ја продолжи соработката со САД за надминување на сириската криза. Блог вестите од светот во приложение.
14-годишно момче со пиштол го застрела својот татко во својот дом, а потоа и двајца ученика и учителка во основното училиште близу нивното живеалиште во градот Таунвил во Јужна Каролина, пренесува БТА. Пожарникар доброволец успеа да го запре момчето пред полицијата да пристигне, кое па го овозможи засолнувањето на другите ученици. Напаѓачот не влегол во училиштето, наведуваат од локалната полиција. Едно од ранетите 6-годишни деца се уште е во тешка состојба. Другиот ученик и 47-годишната учителка пак се здобиле со полесни повреди и по прегледот се пуштени од болница. Руското министерство за одбрана информира дека Русија е подготвена да ја продолжи соработката со САД за надминување на сириската криза, откако Вашингтон се закани дека ќе ја замрзне соработката со Москва, јави ТАСС. По телефонскиот разговор меѓу рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Џон Кери, Министерството за одбрана и Министерството за надворешни работи на Русија по налог на председателот Владимир Путин се подготвени да ја поддржат заедничката работа со нашите американски партнери за сирискиот проблем. На брифинг во Москва изјави првиот заменик началник на главната оперативна управа на Генералштабот на руските вооружени сили, генерал подполковник Виктор Познихир, цитиран од ТАСС. Тој презентираше дека во најскоро време се предвидува во Женева да се испратат руски експерти за обновување на консултациите со американската страна со цел да се најдат патиштата за нормализирање на ситуацијата во регионот на Алепо и во Сирија во целина. Над 320.000 имигранти прими Канада во текот на последната административна година, заклучена со 30 јуни, кога е постигнат рекорден број на примени мигранти, соопшти Националниот статистички институт. Земјата нема примено толку многу мигранти во една година од почетокот на 1910 година, периодот на колонизација на канадскиот запад, се посочува во соопштението од институтот. За зголемувањето на миграцијата во Канада придонесе пристигнувањето на сириските бегалци од ноември 2015 година. Речиси 31.000 сирици побарале азил во Канада од крајот на ноември минатата година. Продолжува сончевото и свежо време во земјава. Максималните температури достигнуваат до 17, односно до 27 степени. Во текот на утринските и вечерните часови се бележи значителен пат на температурите. Да ги погледнеме деталите. Тоа беше последната информација за ова издание. Пријатно!